Ноември е месец кога шумата тивко се подготвува за зима, но зад мирната слика понекогаш се крие опасност. Денес зборуваме за нешто што се почесто го слушаме во вестите – напад на мечка врз човек. Со нас денес е Игор Галовски, професор по ветерина во Средното општинско училиште Орде Чопела, кој ќе ни помогне да разбереме зошто мечките токму во ноември стануваат поактивни и понекогаш и опасни. Дали е тоа глад, страф или нешто трето, што ги тера дивите животни да се приближа до луѓето токму во овој период. Добар ден, добро ни дојдовте во радио што се гледа. Благодарам на поканата. Јас само ќе ја повторам приказната, се започнало како обично утро, човек излегува да бере печурки во шума, но наместо полна кошница се враќа со трауми од блиската средба со мечка. Повреди на главата, каде според лекарите имало дел од откинување на скалпот, каснатини на лицето, на носот, каде дел од носот бил откинат, угризни разни рани од заби на вратот и на гранниот кош. И сега ова не е сцена од филм, туку вистинска приказна што се случи во неделата попладне во атарот на село Рилево. Професоре, во рамките на ова што го дискутиравме и ова што се случи, би сакала да ве прашам што се случува со мечките во ноември, токму од биолошки аспект, дали ноември е периодот кога мечката се подготвува за хибринација, односно повлекување, спиење, како што е познато во незиното дувло, како се менува однесувањето во есенските месеци, особено во ноември, кога станува збор за овие диви животни. Така, значи, како што кажавте, значи во овој период мечките спрема. Пак ќе спомнам уште на почеток од климатските промени кои што се случуваат на планетата Земја, па не сме и секако и ние поштедени од тоа, го делуваат своето, односно сите овие повисоки температури, особено во овој период кога ние очекуваме дека треба да бидат мечките повлечени во своите дувла, и да навлегуваат во така наречена активна хибернација, односно познато како зимски сон, сепак тоа кај нас не се случува толку често, бидејќи сите овие промени со повисоките температури, кратките периоди во зимата кога имаме ниски температури, сето тоа доведува во промена на нивното однесување. Таа спаѓа од биолошки аспект, значи во фамилијата на ѕверови, меѓутоа е сештојат, излезена во шумата, таа претежно активно ноќе, меѓутоа и во раните утрински часови или во покасно навечер, бара храна која што им е достапна, а баш во овој период сите тие плодови кои што ги нуди шумата се малку помалку застапени и многу често се случува да биде пуштена долу во подножието на шумата, бара различни плодови, меѓутоа спаѓа и во групата на сештојат, бидејќи може да се исхранува и со анимална храна, значи од животинско потекло, претежно со инсекти, ларви, различни други помали животинки и така натаму. И сето тоа и овозможува да складира одредени масни материи кои што ќе бидат потребни понатаму за навлегување во таа состојба на хибернација. Меѓутоа, како што кажав, таа не навлегува во така наречена активна хибернација или она што го знаеме ние како зимски сон од порано, од минатото, како што навлегуваат помалите глодари, значи вервериците и така натаму. Меѓутоа навлегува во еден вид на лажна или псевдохибернација, која што и овозможува во секој момент, иако навлези во своето дубло, се скрија кога паѓаат ниско температурите, таа во секој момент може да се разбуди. Особено ако биде, значи, вознемирена, особено ако се почувствува дека ги намалила своите резерви, бидејќи баш во тој момент таа го намалува својот метаболизам, ја намалува температурата, срцевите отчукувања, меѓутоа се уште може да ги перцепира надворешните влијанија од околината, значи звуци и така натаму, така да сето тоа што се случува во околината, таа може да по секој момент да се разбуди и да реагира на тие дразби.
Така да, од биолошки аспект можам да кажам дека мечката во овие последните неколку, околу 10-15 години го менува своето однесување, и за разлика од оние мечки кои што живеат во северните подрачја на планетата, каде што тие во поголем дел од годината навлегуваат, особено во зимските месеци, каде што ниски се температурите. Овдека во нашите услови, како што кажав, не е таков случајот, значи навлегува во таа така наречена лажна хибернација. Дали недостигот на храна игра улога во зголемувањето на агресијата, како што беше случај сега за последниот случај? Дали недостигот на храна или пак бранењето на својата територија, што е причината за незината агресивност најчесто? Секако секоја мечка си ја задржува својата територија, се наоѓа свој одреден ареал кој што им помага да се одржува, особено ако најди во тој ареал поголемо количество на храна и тука го ја задржува своето место на живење, се размножува тука, значи живее, се исхранува и така натаму. Меѓутоа сите овие промени кои што делуваат од климатски аспект доведуваат до, особено во овој период, до намалување на количеството на храна, така да таа може да ја поместува својата територија и да се повлекува, како што кажав, и во пониските делови од шумите, во близина населените места. До некаде и ние сме криви, виновни, да речам, особено постојањето од тие диви депонии или ѓубришта, каде што многу често можеме да најдеме исфрлени остатоци од храна, и со тоа што ние на тој начин ние примамуваме да се доближи до овие пониски подрачја, така да се почесто се случуваат да бидат блиски оние контакти, и не само со луѓето, него и со животните, домашните животни кои што екзистираат на тие подрачја, па исто така доста често се тука погодени и пчелите, односно одгледувачите на пчели, пчеларите, и сето тоа им овозможува тој недостиг на храна да го надополнува со овие извори. Значи, претежно, многу често и самите пчелари ќе кажат дека ако некогаш се навикне на таква лесно достапна анимална храна, како што е медот, пилото од пчелните семејства, многу често може да ги напаѓа тие, така да се случува да предизвика огромна штета, а исто така и домашните животни, претежно оние послабите или помалите, помладите животни, овци, од говедата, телиња и така натаму, кои што екзистираат на тие подрачја, човекот ги одгледува секако, меѓутоа не ретко се случува и тој контакт со човекот, иако ние сакаме природата, сакаме да се движиме низ тие подрачја, меѓутоа сепак треба да ја почитуваме, бидејќи тука тој е реал на дивите животни. Ние некогаш им навлегуваме во нивните територии. Односно им навлегуваме во нивниот дом. Да, во нивниот дом. И треба да го почитуваме, така? Да. Не сме ние некои големи развијани подрачја како што се во светот, каде што има голема експанзија на градовите и да навлегуваат во шумите, меѓутоа пак сите оние промени кои што се случуваат, да кажеме од неконтролираната сеча, во последните години многу често тие климатски промени се случуваат и пожари, кои што да, генерално. Да, значи последните години локално, значи имаме уништување на голем број на шуми. Гореше и Долнинско, гореше и Прилепско, така да верувам дека с ним го намалиле просторот. Значи тие региони сите кои што беа зафатени на тој начин се намалува својата територија и изворот на храна. Значи сите тие плодови кои што треба да ги има со тие пожари се уништуваат, а секако и со таа неконтролирана сеча, со таа бучава која што ја предизвикуваат. Да кажеме, мечката е плашливо сепак животно на некој начин. Неки да има конфронтација со луѓето и се повлекува во такви случаи, меѓутоа некогаш се случуваат такви несакани ситуации каде што таа најчесто изненадена
може да се случи да нападне луѓе или некогаш така како што ќе речеме ако се најдеме во некој костец да не можеме ние да се повлечеме или самата мечка да избега, тогаш во тој случај први инстинкт е да се одбрани. Да, тоа ми беше и следното прашање, како мечките ги перцепираат луѓето, како закана, како конкуренција или нешто друго, дали нападите токму се резултат на тоа територијално однесување или самоодбрана? Така, значи ние не представуваме некоја закана, значи не перцепираат така мечките, меѓутоа сепак оние несакани ситуации кои што се јавуваат, значи како што кажав, се случуваат како резултат на тие ненадејни средби, па доколку се најде во такви тесни места, тесни грла каде што не може да се повлечи, претежно и мечката не го перцепира човекот преку органот за вид, туку преку мирисот. Значи кај нив е повеќе развијан мирисот и сите тие значи навлегувања во низината територија, таа секако ќе алармира со испуштање на одредени звуци, рикања, крикови и дава сигнал дека треба да се повлечат. Меѓутоа се случуваат такви ситуации каде што човекот не забележувајќи или мислејќи од дона љубовитство, видов мечка, дај да видам, да снимам и така натаму, меѓутоа сепак како што кажав, треба да знаеме дека тоа е диво животно кое што има огромна сила и треба да внимаваме на сето тоа. А една од главните причини која што може да доведе до вакви ситуации секако е мајката мечка, значи ревносно си ги брани своите млади. Во овој еврејски период може да има мечиња мечката, така нели? Да. Значи први мајката е многу посветена своите млади. Младите до 4 години може да бидат со мајката. Може да роди 1, 2, максимално до 4. Меѓутоа во сиот тој период таа се грижи за нив, им помага во наоѓањето на храна, секако и ги брани. Не мора да бидат со незе, може да бидат повлечени во дувлата или во пештерите, каде што тие живеат, меѓутоа, бидејќи ние сме им навлегле во низината територија, таа не представува како еден вид на закана. Така да, бранејќи ја таа територија во која што таа екзистирала заедно со своите млади, секако може да се случат и вакви ситуации. Тоа е една од главните причини зашто таа би нападнала. Значи, младите секако се нејзина понатамошна екзистенција, просперитет, развивање на видот, прилично спаѓа во еден вид кој што не е толку загрозен, значи на ниво на планетата, меѓутоа во нашите региони ја има малку. Имам некој податок благодарение на некои пријатели ловџи, дека баш во нашиот регион има околу 7-8 до 10 мечки во Прилепскиот регион, нешто повеќе има во Битолскиот регион, некаде Пелистер, околу 25 до 35. На почетокот на минатиот век бројната состојба била ниска, меѓутоа во одреден период кога била заштитена со закон се зголемило на незиниот број, популацијата стасала некаде до околу 400. Сега пак е заштитена со закон, да, или не смеат ловџиите да ја ловат? Закон е, да, заштитена, трајно заштитена, забранета за лов. Така да, може би некогаш во еден вид на реакција на човекот во таа одбрана може да се случи и да, особено ловџиите, да биде повредена. Значи, од нивна страна, значи и тоа може да биде причина за нападот. Така да, обично се тие неколку причини, или одбрана на територијата, или присуството на млади, како мајка, и секако повреда од несакана или ненамерна повреда од ловџиите. Така да, тие би биле причини за нејзина реакција таква, која што може да доведе до несакани последици. Значи, ако би го анализирале овој случај, овој последниот случај, бидејќи во Прилепско, барем јас познам 10 години наназад, следејќи ги, информирајќи за одредени настани, вклучително и за вакви случаи, имало често слегување на мечка до потоа на волци во близина на селце, на селото Селце и така натаму. Но прашањето ми е,
во рамките на сето ова, дали постои разлика во однос на различните видови на мечки и на нивната агресивност? Кај нас за кои мечки се застапени ова? Кафената мечка, црната мечка? Дали постои некаква разлика во нивната агресивност? Кај нас е застапена само така, евразиската кафена мечка. Во Америка е она познатото гризли, кое што е прилично големо. Кај нас нашата мечка има отприлика околу 80 до 150, некогаш и до 200 килограми телесна тежина, мажјаците се поголеми. Не е баш како што кажа, во нормални ситуации не е некоја агресивна по природа. Претежно од луѓето бега, она што кажа, сета таа бучава која што или гласови кои што се случуваат пред движењето на луѓето во планината, во шумите, таа се повлекува. Во одредени региони каде што повеќе е застапена, значи во другите делови од планетата, општо, значи дивите животни не се агресивни по природа, само си ја бранат територијата и ги бранат своите млади, што е најбитно, и секако ако бидат испровоцирани би биле агресивни. Многу често гледаме и по документарните серии за нивното однесување, различни истражувања. Обично се смета, значи, за кафеавата мечка дека ако човек дојде во контакт или најде на пат со незе, треба да се повлечи, да не реагира бурно. Значи да и овозможи еден вид на доволно простор за да може таа да се повлечи, да не реагира со бегање, со трчање или така кажано да легне на земја, да се прикажи како понизок од неа и на тој начин таа би се повлекла. Прилично во овој случај може ли човекот да настрада, да биде изеден или да има посмртни последици со оглед на тоа што не знам сега каква била ситуацијата, значи можела да реагира и на некоја недадена ситуација, значи можела да биде легната во некоја тука дубло или некое лежиште кое што легло кое што се направило, можела да реагира така. Значи панично, а истовремено и самиот човек, значи не знам каква била ситуацијата, али во секој случај треба многу да се внимава, значи на тие. Да, токму и за тоа би подискутирале малку повеќе за превенцијата, бидејќи рековме шумата е дом на многу суштества, а ние сме таму само гости. Така, да. Кои се најдобрите практики за луѓето кои се движат низ шумските предели во есен? Според вас, мене ми е жал што не можевме да го вклучиме и представникот од еколошко друштво, можеби тој повеќе ќе ни кажеше за ова, но како можеме да ги едуцираме граѓаните за безбедно однесување во природа, како да се заштитат, како да ги почитуваат правилата на дивината? Па пред се мора да знаеме за малку повеќе едукативно и за незината биологија. Значи особено еве и за дивите животни, меѓутоа и за биологијата на мечката. Значи во оние делови од периоди од годината кога има доволно храна, значи тоа се пролетните, летните месеци, таа сигурно дека нема да се случи да дојде до вакви ситуации, меѓутоа баш во овој период кога има еден вид на недостаток на храна и она како што го кажав, значи не спеѓа во оние животни кои што хибернираат активно, туку еден вид на лажна хибернација, како полусон, значи таа постојано има можност, има потреба да излегува да бара храна. Некогаш се случуваат баш од овие климатски промени, како што кажав, и пожарите и сето тоа да делуваат да се намали тоа количество на храна која што го има во тој ареал и може да се случи да слези во пониските подречја, па затоа треба многу во овие периоди да внимаваме, а и баш во оние треба да внимаваме и во подножјето на планината, да, бидејќи најчесто таа е во планинските, во шумските предели. Дали сега во овој период како што и рековте на овие климатски промени, на намалување на шумскиот фонд и така натаму од различни причини со пожари или несакана сеча, постојана сеча на шумите ствари, дали луѓето треба да внимаваат и на онај низок дел од планината
или на подножјето на планината кога станува збор за дивите животни, па и за мечки. Да, секако. Па особено во оние периоди од денот кога, како што кажав, или навечер, или раните утрински, или покасните ноќни часови, тој период тие стануваат активни. И на тоа треба да внимаваме, а и особено во оние региони кои што, за жал, заради наша вина, имаме доста често депонии. Поради тој недостаток на храна, таа слегува, бара храна од тие ѓубришта, каде што има исфрлено таква органска храна и па и многу често во близина на тие пчеларници, кои што тој недостаток на храна, таа сака да го засити со напаѓање на тие и правење на штета на тие пчеларници. Сега во овој период, малку и претходно, пчеларите ги зазимуваат своите пчели, им оставаат резерви на мед, меѓутоа и секако тоа е еден вид на примамлива храна за самите мечки. Јас ќе ви бидам благодарна, бидејќи вие малку направивте истражување кога се договаравме за овој разговор, рековте дека сите оние кои што се оштетени се обештетуваат кога станува збор за напад на мечка, особено пчеларите. Имаме ли некакви такви податоци колку, например, е исплатено за обештетување на она што го направило дивото животно или цртичка мечка? Да. Значи, некои неофицијални податоци во последните неколку години, последните 4 до 5 години има дека државата исплатила околу 4 до 5 милиони евра, а официјален податок кој што можев да го најдам, тоа е некаде од 2013 до 2017 година државата преку судовите исплатила околу 3 милиони евра. Значи тоа се огромни бројки. Меѓутоа сепак треба да знаеме дека поради намалување на популацијата, таа е трајно заштитена со закон, значи забрането за лов, и државата си ги презела своите обврски кои што треба да бидат кон тие штети кои што се настанати не само кај пчеларите, меѓутоа и кај другите одгледувачи на стока, одгледувачи на овоше во различни овоштарници може да предизвика штети и секако можат тие да побараат обештетување од страна на државата. Така да на тој начин и самата држава би се бранела, а истовремено и би го зачувала со тој вид кој што, како што кажав, се намалува во последно време бројот на мечки. Меѓутоа се уште нема некои наши истражувања, сите овие постојан овој број на мечки е како резултат на одреден мониторинг. Искази од ловџиите, од ловечките друштва, потоа присуството на камери во шумите, така да има различни отстапувања во тој број на популацијата на мечки во нашата земја, во Македонија. Значи, еве да резимираме дека она што е најважно е да не фрламе отпад како луѓе, да не правиме депонии и се разбира да внимаваме на шумата, бидејќи таа е не само дом на дивите животни, туку еве и можност за ние да уживаме во неа и да собираме плодови. Јас ќе прочитам и некои коментари поврзани кои што ни пристигнаа во рамките на овој наш разговор. Пишува Лилјана: време е да излечиме мајката природа, да се стегне заби и организирани акции за пошумување не мечки, затоа што лавој ќе почнат да ни шетаат во нашите градови. Таков е коментарот, едниот од коментарите. Васко вели дека пожарите го стеснаа животниот простор на животните, а ова говори дека граѓаните се свесни за она што се случувало. Ова е само мал дел од данокот за неодговорност. Тој вели: јас летово имав 3 блиски средби, од кои првата на почетокот на јуни беше речиси судар, благодарение на моите кучиња со помош на бегање на мечката, но не секој има среќа, затоа потребно е особено внимателно движење дури и во ниските делови на планината. Токму и ова што го кажувавме и што го дискутиравме, и верувам дека решение за сето ова е да им го вратиме домот на дивите животни, ние луѓето. Така, ако би перцепирале нешто, да. Од господинот, значи,
Треба да бидеме свесни за тие промени кои што се случуваат, а кои што најчесто се последица на нашата негрижа. Значи, пак уште ќе спомнам таа неконтролирана сеча, а и секако пожарите. Сето тоа доведува до промена на тој биотип во кој што живее мечката, меѓу кои и другите животни, диви секако, и сето тоа ќе доведе и до промена на нејзината навика. Галски, ви благодарам што бевте гостин во радио што се гледа, што дадовте свој придонес. Ваквите едукативни емисии се сигурно добре дојдени и верувам дека ќе послужат за поголема внимателност кога се движиме во шумите и за поголемо почитување на дивите животни. Шумата, ви благодарам што бевте дел од емисијата. Почитувани, само однаку со едно резиме од сето ова, шумата не е само место за протежетка, таа е жив екосистем, дом на суштествата што живеат по своји правила. Денешната приказна за мечката и човекот не е само предупредување, туку и потсетник дека природата бара почит, разбирање и внимание. Да бидеме свесни, да се едуцираме и да се движиме низ дивината со отворени очи и со срце што знае да дише. Ви благодариме што бевте со нас, што не следевте. До следната средба останете безбедни и љубопитни.